Синдикатите при управата за водење на матични книги бараат 20% повисоки плати и велат дека ваквото барање е старо и дека веќе неколку години добиваат ветување, но тоа останало само на ветување. Велат дека неразбирливо е како ова институција долги години оставена сама да се снаоѓа. Бараат надлежните институции да им го реши проблемот и да добијат 20% повисоки плати. Значи, ние како синдикат и како вработни во управата за водење на матични книги сме терале многу процеси до сега за покачување на плата за 20%, но тоа никако да се случи. Ја нема да зборувам многу, но би сакал од премиерот и од Министерството за финансии, ова е више последен пат што држиме вакви пресови на мирен начин. Мислим дека од страна на директорот на управата за водење на матични книги договорени сме за тој колективниот договор и нема прешки од страна на директорот. Сега се зависи од владата и од Министерството за финансии. Како што гледаме, репрезентативните синдикати имаат договорено веќе тоа 8-8 покачување за 3 години. Меѓутоа, ние како синдикат во управата за матични книги, како репрезентативен синдикат, јавноста знае, вие новинарите, веќе подолг период преговараме за покачување на 20%, без разлика на овие покачувања, 20% оваа категорија на вработени да добијат на име на тоа што работат, што имаат строго класифицирани документи, одговорна работа, соработуваат со сите институции, една од најглавните управи во државата е. И сега ова да видиме првин, и они сами кажуваат, се уште го нема, тоа подпишано, го чекаме тој текстот да дојде. Нашиот став е јасен, ние имаме доставено до директорот барање со наш колективен договор за покачување на 20% тоа што е. Директорот на управата за водење на матични книги Фатон Фазлиу посочи дека од Министерството за финансии вработените добиле гаранции, но дека таквото ветување останало неисполнето. Апелира до владата да се најде решение, бидејќи вработените се со најниски плати. Нивните барања на вработените се сосема во право во тоа што го барат за да се подобра нивните услови. За жал децениски не се решил еден голем проблем и пропуст, да речеме, во нашата институција, како и да е, од тоа што најави премиерот пред неколку дена, мислам како почеток е добро тоа што ова влада покажува интерес за да ги подобри условите на вработените. Од синдикалните представници предупредуваат дека доколку надлежните не одговорат на барањата, можни се протести и штрајкови што би значило целосна блокада на работата на управата и запирање на издавање документи на неодредено време.